да заокружиме и оваа утринска нателма со повторно нешто интересно на што сакаме да ве поканиме, особено ако сте дел од онаа редовна публика на фестивалот Земјотрес, најголем фестивал на свежа домашна и независна музика. И сега пред да почнеме со мојата гостинка да зборуваме за тоа каква програма не очекува и што се може да се види на ова 12-то издание на Земјотрес, јас само ќе дадам еден мал вовед на тоа каков е нивниот Facebook ивент или настан креиран, бидејќи е многу оригинален. Се вели се тресеме сите заедно, се тресеме од студ, се тресеме од неизвестност, се тресеме од известност, се тресеме од тугите избори, од памет не вадат нашите избори, се тресеме 12 години со нашиот Земјотрес, елегантно, прекрасно се тресеме, се вели, и така еден убав опис на тоа што всушност значи еден ваков фестивал на, како што рековме, домашна музика, поточно свежа домашна и независна музика. Тејка Василевик, дел од организација, моја денешна гостинка и наша гостинка и во некои минати изданија. Се се дадеме поддршка на овој фестивал, бидејќи навистина се трудите. Да, фала ти, Ивана. Успевате да го одржите во континуитет, што е важно за онаа редовна публика која ве сака да слуша, поточно ги слуша артистите кои што се дел од програмата, па така ќе биде и во годинешното 12-то издание. Се надевам, да, оваа година искрено имаме толку нови артисти што ни самите не ги знаеме и можеби тоа е причината што Земјотрес е навистина супер фестивал, бидејќи како што си напоменувам сека година, сега и овој пат, Земјотрес е посветен на промовирање на нови артисти, значи артисти кои имаат издадено некако издание во изминатата година, значи во 2023 и сакаме да ги промовираме во нели таковната година. Како и секоја година имаме 3 сцени, односно 3 стејџа со различни видови на музика. Го имаме техно стејџот, што ќе биде во клубот, уствари бившиот ресторан на МКЦ, сега го викаме клуб. Горе во денсинг салата ќе може да ги гледаме новиот почеток Искра Линкон Лета, Ради и Мери Трио, Добрила и Доријан Дуо, Дом Плеа. Одма ќе се извинам ако пропуштам нешто, бидејќи имаме над 20 на артисти, никој е тешко да се запамтат. И исто така имаме помлади артисти како Ата, Кенопсија, Меги, MC Kind, Damage Control, не знам ако сум пропуштила некој Андреас Алпе, Мирко Попов, Тенгрија и да, многу други и се разбира за оној вистински редослед или ако ете сака оние кои што веројатно имаат и желба да дојдат и се интересираат, го имате вашата програма како што споменав и на делот и Facebook ивентот кој што го имате креирано. Постојат начини како може да се информираат и се разбира дека тоа не е никаков проблем, особено за оние кои што тоа го следат нели редовно. Што се однесува до билетите, само ќе потсетиме тоа една нели важна информација која што генерално ја кажуваме и во контекст на нашиот разговор, дека може да се набават и онлайн и во билетарата на МКЦ. Да, морам да напоменам дека цената варира. Првите 100 билети беа во цена од 300 денари, потоа 400, а на денот на фестивалот ќе бидат 500 денари. И бидејќи дознавме дека денеска ти е роденден, сакаме ти поклониме 2 карти за да си дојдеш на Земјотрес со некој близок. Благодарам. Да, и ти посакуваме се најдобро. Да, ќе ми биде задоволство, вашата љубезни, и ви благодараме за оваа идеја така во знак на денешниот ден. И искрено мило ми е што ние можеме преку овие наши разговори, најавувањето на секој следно издание на Земјотрес да дадеме ние поддршка за овие млади артисти кои што секако се првенствено охрабриле во ова денешно време да нели го работат тоа кое што пред се го сакаат, а потоа нели со оној труд и како да речеме нивна визија и цел си го осварат тоа кое што си го имаат зацртано можеби за нивната понатамошна кариера. Ако тоа е една од целите кои што ги има Земјотрес, колку сте задоволни како екипа, како тим кој што го прави фестивалот, да ете во минатите години представувањето на таквите артисти колку придонесе за нивната промоција, а понатака и трасирање на насоката или патот кој што го имаат. Да, Земјотрес е одскочна деска за многу артисти, бидејќи многу голем дел од артистите имаат прв настап на Земјотрес и целиот процес е доста стресен за нив. И ја мислам дека најомилениот дел како дел од организација да ги водиме низ целиот тој процес, бидејќи има доста работи што не ги знаат, бидејќи едноставно го немале искуството, а ние како постарите батковци, тетки, сестри, наречи го како сакаш, сме тука да ги водиме, бидејќи тимот на Земјотрес е создаден навистина од различни луѓе што искусиле доста во текот на денот, значи почнувајќи со самите основачи на фестивалот, значи Мирко Попос, Васко Атанасовски и Филип Тасовски, значи тоа се луѓе што низ годините имаат
толку многу искуство и сега е време баш онака да ги грабнат младиве што доаѓаат и едноставно да ги насочуваат, бидејќи ние кога сме растели, кога сме креирале музика, не сме го имале баш тоа, као биле индивидуалци што не терале низ целиот тој процес, а сега ние го правиме тоа и едноставно прекрасно да се гледа секоја година има нова музика, нови деца што ги запознаваме. Дефинитивно после Земјотрес им се отвараат многу врати, бидејќи ги гледаме да настапуваат на фестивали, не знам како Д фестивал или како Здраво млади, не знам, други фестивали што се случуваат во државата и морам да признам дека правиме многу добра работа. Мислам, без срам ќе го кажам, ова правиме супер работа зашто што реално е така, мислам, тоа и треба да се каже. Фестивалот е распродаден секоја година. Буквално е онака ивент на годината, бидејќи цело Скопје, мислам и луѓе од други држави, од други градови доаѓаат и едноставно сите сме таму и сите сме присутни, сите ги бодриме сите овие млади артисти. Нормално има и артисти што се со поголемо искуство, ама едноставно, не знам, енергијата е преубава и за ништо не би сменила и дефинитивно Земјотрес треба да трае многу долго време. Да, ете си рече држави, па може да ја Божи од други држави и ќе имате некоја публика. Сме имале до сега еден артист или двајца од Словенија и Израел, мислам дека беа, ама тоа беше Ептен, бидејќи тие два бенда беа заедно на турнеја. И сакаа да свират во Скопје и тука Ептен направивме отстапка да им помогнеме да свират на фестивалот, бидејќи Земјотрес се посветен на домашна музика пред се. Бидејќи реално странските бендови често доаѓаат, мислам не е дека е нешто невозможно, едноставно сметаме дека треба малце повеќе да развиеме нашата музичка сцена и што можеби ќе биде еден дополнителен поголем предизвик да нашата домашна музика ја промовираме на странски туристи кои што ќе слушнат за Земјотрес, може ќе направиме странско издание Earthquake. Публиката, да. Догадам се, да, нема врска, да. Да, но на идеите им нема крај, нели? Креативноста е блиско поврзана со музиката, поточно креативност има во секоја сфера од животот, особено кога нели доаѓаат такви инспиративни периоди, а за музичарите тоа е особено во текот на целиот живот или во речи се секој момент. Ако зборуваме за задоволството кое што го доживува публиката и вие заедно со неа, нели важно како организатори секогаш ви интересираат и коментарите од публиката после секое издание. Веројатно се доста позитивни, што е дополнителен ветер во грб и мотивација за се следно што правите, ако повторно го ставиме акцентот на поддршката. Не, секогаш имало коментари, како да кажам, поддржувачки, неподдржувачки, мислам тоа е нормално во било што и да правиме во животот, на некој ќе му се допаѓа, на некој нема му се допаѓа. Да, природно е да видат сите. Мислам имало коментари од типот на кои се овие бендови и мислам луѓето секогаш реагираат на нешто ново, мислам не им е секогаш пријатно да нели кога доаѓаат некои нови промени, не се баш секогаш отворени. Сега ние нудиме толку нови артисти што никој не ни чул за нив до сега. Да. И едноставно искрено не замеруваме на нештото, бидејќи тоа се ствари што мора да движат напред. Не можеме нон-стоп да се ослонуваме на старите артисти, на старите бендови, бидејќи има простор за сите и на секој ќе му се дадат тие 5 минути или што и да е. И поради тоа нормално да обрнуваме внимание на што мисли публиката, ама од друга страна навистина сме фокусирани нашата цел да ја оствариме и сега тоа може да се прекоси нормално со различни ставови на луѓето, но досега имаме дефинитивно само поддршка. Да. Бидејќи да немало, вајда другачие би биле работите. Така е. Ако зборуваме токму и како почнавме со поддршката, да се префрлиме на просперитетот. Во смисла на тоа да колку и во вашиот круг, сите оние музичари, па и овие артисти кои што биле и кои што ќе бидат, сметате дека има простор за просперитет тука на нашите простори? Како да кажам, јас например кога растев и кога свиревме, многу други градови беа активни, значи не беше фокусот само на Скопје. И сега како што нели годините си поминува и сите луѓе почнаа нормално Скопје има многу работи да понуди, од здравство, така болници, не знам, образование. И сега тука е малку проблем бидејќи како што све повеќе се вложува во Скопје, така умираат помалите градови и реално артистите немаат каде да настапуваат. Значи, окей, ќе свират во Скопје,
евентуално имаме некои пријатели што организираат концерти во Куманово и Битола, ама се е тоа, како да кажам, од мала, во мала доза и не дека не би рекла дека нема просперитет, ама верувам дека и ние самите треба да ги движиме работите наместо да чекаме некој само да ни ги дава. Ние не можеме да чекаме некој клуб да ни отвори за ние да идеме да свириме негде. Некојаш окей ќе свириме на убава сцена, ама некојаш ќе свириме и во некој кафич помал и тоа е окей, се додека врти машината. Така е, да. Така да има просперитет, ама дефинитивно зависи од нас самите, не само од другите. Секоја чест за ентузијазмот и за секоја следна година или секој ново издание на Земјотрес, како што е ова 12-тото, кое што не се сомневам дека ќе биде успешно со оглед на артистите, на бројката која што е во склоп на програмата и со интересот кој што ги има од страна на македонската публика. Тека благодарам што еве денеска си заедно со нас во утрински и со нашите гледачи за да можеме да го најавиме. 3 февруари рековме дека е датумот, сабота е тоа. Од часот само да го кажеме. 19 часот ги отвараме вратите. Така, и за билетите кажавме и тоа е тоа што треба да знаат нашите гледачи. Да, само треба луѓето да донесат позитивна енергија и само да се опуштат и да уживаат бидејќи имаме премногу ствари што не дефокусираат од тие убави нешта и едноставно дојдете да се забавувате. Имаме супер артисти и тоа е тоа. Така е, дека тоа нека биде нашата порака еве за крај и за ова петочно издание да се фокусираме на убавите нешта. Нека не биде таму насочен погледот, па и мислата која што секогаш треба да биде позитивна, поточно повеќе позитивни мисли за разлика од она можеби негативно кое што го гледаме и кое што ни обкружува, за да може и почесто да имаме насмевката на лицата, но и да бидеме дел од вакви натпревари.